Три елементи влијаат на воспитувањето на младите. Првиот најважен елемент е семејството, вториот по важност елемент е училиштето и третиот елемент кој што влијае на воспитувањето е улицата. Кој од овие три елементи затајува во последно време зашто имаме толку зголемено насилство помеѓу младите? Дали родителите во нивната родителска грижа, дали неможноста на учителите да влијаат на санкционирање на лошите ученици или пак улицата која што во последно време е префрлена во виртуелниот свет преку социјалните мрежи е онаа која што затајува во правилното воспитување и насочување на младите генерации во Република Македонија. Го отвораме кругот за оваа недела. Добро дојдовте. Кој е виновен, односно заслужен за ваквата состојба кај македонската младина? Дали оваа состојба понатаму ќе се влошува или ќе се подобрува? Дали законските решенија кои што им овозможуваат, односно оневозможуваат на родителите и учителите да делуваат, односно да не делуваат, се рестриктивни или флексибилни во однос на воспитувањето на децата? Се сеќавам дека кога бев во основно и во средно образование, едукативниот процес тогаш се нарекуваше образование и воспитание. Денеска е само образование. Каде отиде воспитувањето на младите? Ако улицата како елемент на воспитување во последните години е заменета со виртуелниот свет, во кој социјалните мрежи доминираат, тогаш како родителите да останат компетитивни со таквиот напредок на светот кој најбрзо го совладуваат токму младите? Како пак младите да сватат дека Facebook, односно социјалните мрежи, немаат врска со реалниот живот и дека реалниот живот е сосема нешто друго? Get the attention of the clubs. Why? Because they're exclusive and fun and they lead to a better life. People want to go on the internet and check out their friends, so why not build a website that offers that friends, pictures, profiles? I'm talking about taking the entire social experience of college and putting it online. Првиот обид да се направи надпревар на фотографии со еден клик на лајк бил неуспешен. Марк Цукерберг во 2003-та со FaceMesh сакал да го привлече вниманието на студентите на Харвард, посебно на девојката во која бил влюбен, но заработил само обвинение за кршење на безбедноста, непочитување на авторските права и нарушување на приватноста. You're being accused of intentionally breaching security, violating copyrights, violating individual privacy. На 4 февруари 2004-та успева да го создаде The Facebook, најправи наменет само за студентите на Харвард, ама откако за еден месец сите студенти започнале да го користат, мрежата почнала да се шири, од универзитети на средни училишта, па компании, за на крајот на 26 септември 2006-та да стане социјална мрежа достапна за сите. Од тогаш до денес мрежата успева да собере 850 милиони активни членови. Само во Македонија има 800.000 или половина од вкупниот број на населението, а Facebook е и најотвараната страна од нашата земја. За 5 години Facebook успева да ги сруши сите рекорди, да ги урне сите претходници, ама со секојдневните промени им го прави се потрнлив патот на оние кои планираат да станат дел од бизнисот, кој веќе не може ни да се процени. За да ви покажеме колку е лесно и како можете да станете дел од Facebook, заминавме кај професионалци. Кајга на медија за круг направи презентација. Ако сте од ретките кои немаат Facebook профил, еве како може да го активирате. За да регистрирате профил на било која социјална мрежа, потребно ви е само валидна адреса од електронска пошта. Регистрирањето е многу едноставно, во неколку чекори и достапно е за секога. Може ли да видиме како изгледа? Да, се разбира. Значи, за пример, ќе земеме Facebook како најпопуларна социјална мрежа. Значи, освен личните податоци како вашето име, презиме, за валидација на вашата регистрација ви е потребна валидна електронска пошта. Се разбира, податоците кои што ќе ги оставите при регистрирање на социјалните мрежи не мора да бидат вашите вистински, тоа никој не може да го провери. Значи, се што ви треба е валидна имейл адреса. Значи, од кога ќе се регистрирате на Facebook, тој ќе ви понуди неколку опции во првите чекори. За поедноставно да се поврзате со вашите пријатели, може да ги пронајдете преку вашата имейл адреса која што сте оставиле преку регистрацијата, понатаму преку другите сервиси кои што ги користите. Откако ќе го поминете овој чекор, вториот чекор е пополнување на информациите за вашиот профил. Во полето за информации за вашиот профил, Facebook ќе ве праша за податоци како каде стучеле средно училиште,
универзитет и кој е вашиот вработувач. Се разбира, и ова не мора да го пополните доколку не сакате. Може да се прескокне и овој чекор. И третиот чекор е поставување на сликата за вашиот профил. Со тоа вие сте веќе регистрирани на Facebook и може да започнете да се поврзувате со вашите пријатели, да комуницирате со нив и да споделувате информации. За само неколку минути сте дел од светот на најголемата социјална мрежа. Може да бирате, ама може и да ве бираат. Затоа, кој се ќе биде дел од вашиот живот, пренесен на интернет. Објавувате фотографии, споделувате мислења и информации. Facebook на една страна го сместува вашиот живот, а од него собира пари. И се би било во ред ако на истата страна нема само фини и насмејани ликови. Не заборавајте дека овде секој може да биде дел. Компанијата одлучила дека членовите мора да имаат наполнето 13 години, ама никој не ви бара лична карта кога сами зад компјутерскиот екран го создавате профилот. Неретко родителите им прават профили и на штотуку родени бебиња и на деца кои имаат по само неколку години, заборавајќи при тоа на опасностите кои се кријат за овој начин на социјален живот. Сите луѓе, мислам дека голем дел од животот поминуваат на социјалните мрежи. Значи, се неизоставен дел од нашата секојдневие. From milking cows to putting chickens in coops, this game pushes the limits of the imagination. Backwards! Here's a taste of the action. Од друштвените игри на улица, децата се преселија на игрите на Facebook. Овде ги шират пријателствата и овде го минуваат слободното време. Колку е добро, толку може да биде и лошо. Круг тропна и на вратата на првата детска амбасада во светот, меѓаши. Многу од младите кои се соочиле со проблем на социјалните мрежи, побарале помош овде. Се жалат во прва детска амбасада за компрометирање на одредени личности од помлада возраст деца со компрометирачки содржини. Ние мораме да интервенираме до Министерство за внатрешни работи, оделение за компјутерски криминал, за да се забранат овие содржини. Навистина има некои многу невкусни, ние реагиравме на неколку од нив. Без знаење се поставува фотографија, тоа значи дека може да биде и кривично гонето од страна на родителите и на детето, бидејќи на тој начин имало случаи кога децата и дури суицидно се однесувале кога биле искомпрометирани на јавна сцена преку социјални мрежи. Да, и со такви примери се соочиле во меѓаши. Потврдуваат дека младите претеруваат со користењето на социјалните мрежи. Користењето е претерано, преголемо користење на социјалните мрежи и Фејсбукот како профил создава не само туѓеност, туку и нарцисоидност кај помладите. Имено, вие ќе забележите дека секој од помладите се труди да постави најдобра, најубава фотографија, нешто што не секогаш кореспондира со реалноста. Оно што мене лично ме загрижува што и возрастни го потикнуваат тој начин на комуникација, приватни нешта споделуваат со виртуелни пријатели. Значи, јас сметам дека треба секој да си има свој личен профил, да го споделува со најблиските роднини од фамилијата, но не можам да замислам дека луѓе кои имаат 3, 4, 5 илјади пријатели може да сподели секаква приватна фотографија, тоа да не биде прокоментирано или проследено од луѓе кои гледаат, всушност, и следат и се интересираат за другите, а не толку за она за што треба да го користи, например, профилот. Дека во животот на Facebook знаат и да се преминат границите, регистрирале и аналитичарите на МВР. Оделението за компјутерски криминал со социјалните мрежи дополнително си ја зголемило работата. Со се поголемата присутност на интернетот, како и на социјалните мрежи, разбирливо и очекувано е да се зголеми бројот на пријави од страна на граѓани во однос на злоупотребите на нивните лични податоци токму преку социјалните мрежи, така што од месец во месец, од година во година, бројот на вакви пријави е се поголем. Сепак во рамки на ингеренциите кои што ги има Министерството за внатрешни работи, нас не интересира првично дали е сторен некаков криминал и дали има некаква материјална или друг вид на штета која што би можеле да утврдиме како основ за натамошната кривична постапка, односно кривичниот прогон против сторителот. Доколку не станува
збор за такво нешто, доколку станува збор само за некаква злоупотреба на личните податоци на граѓанинот кој што е засегнат, во таквите случаи најчесто ги препраќаме граѓаните да се упатат, односно се обратат во Дирекцијата за заштита на лични податоци, која исто така има ингеренции да постапува во вакви случаи и исто како и Министерството за внатрешни работи може да се обрати до компаниите кои ги поседуваат, да речеме, конкретните социјални мрежи и од таму да побара одстранување или блокирање на одреден профил кој што е спорен. Освен што реагираат по пријава, МВР знаат и сами да проверат што и како се објавува на социјалните мрежи, а по нивно барање и Facebook прави одстранување. Можам да кажам дека Оделот за компјутерски криминал при Министерството за внатрешни работи има извонредна соработка со Facebook, дека компанијата прилично брзо, значи реагира во однос на барањата кои што се испраќаат од страна на Министерството за внатрешни работи. За да не биде предоцна, обратете внимание на вашето дете кога е потребно. Советуваат и од детската амбасада и оние кои по цел ден се на интернет. Толку млади деца не треба да имаат профил на социјални мрежи, значи барем над 13 години. Она што е многу важно е компјутерите да бидат колку што се децата помали во дневните соби. Таму кај што родителите се блиску до децата бидат информирани, затоа што може да бидат злоупотребени децата не само со податоците, туку и со несоодветни пораки и содржини кои може да ги вознемират децата, а родители треба да бидат тие кои ќе интервенираат на време за да им покажат и укажат на децата како да се справат со непристојна содржина или повик за условно кажано ленч или омраза и така натаму, а да не говорам за средби со педофили и непознати кои многу често ги злоупотребуваат социјалните мрежи за остварување на лични контакти. Секогаш првата превенција за несакани работи е родителскиот совет. Понатаму подесувањата за приватност, значи треба да видат што е оно што може да загрози приватноста на нивните деца. И понатаму родителскиот разговор со нив. Би советувал секој родител, за зависност од своите буџетски можности, да го потикне детето ако веќе има некаков афинитет да спортува било каков спорт. Ако сте возрастни, сами одлучувате и за вашиот приватен, но и за вашиот живот на интернет. Ако сте родител, помогнете му на вашето дете да го искористи поврзувањето, ама на вистински начин. Да добие, наместо да загуби. Порано се знаеше кој е главен во училиште. Сега веќе состојбата не е така. Измешани се работите и приоритетите. Порано учителите го имаа единствениот и последниот збор. Сега состојбата е сосема поинаква. Учениците се тие кои што го диктираат темпото. Колку повеќе лајкови на Facebook добиваш, толку повеќе си актуелен меѓу врсниците. Овој тренд последниве години е се поприсутен меѓу младите. Слободното време наместо за рекреација го поминуваат пред компјутер. Некои се свесни дека не е добро со часови да комуницираат на социјалните мрежи. На други тоа им годи. Многу користам Facebook и супер ми е и се запознавам со луѓе и мислам дека иднината е во технологијата. Дали мислиш дека не може некој да те злоупотреби? Како се контролираш, значи да не бидеш цел на манипулација и со некои непознати профили? Па доколку знаеш добро да го користиш, нема потреба да се плашиш од ништо. Има начин да се заштитиш. Дома разговарате со твоите за Facebook? Па не, они не го оправдуваат баш, или јас сепак седам, пошто мислам дека е безбедно, они не знаат доволно за тоа и затоа мислат дека не е безбедно. Користам, ама мислам дека Фејсбукот не е толку добар како што сите мислат, затоа што се повеќе и повеќе секој ден сме навлечени се повеќе и повеќе да седиме, стануваме се повеќе зависници од тоа и не е тоа многу добро. Ти одзема време да се играш со другарките надвор? Па да, одзема многу време, не е секако што беше порано кога не постоеше Фејсбук. Повеќе сакаш да седиш пред компјутер или да си играш и да шеташ со другарките? Па не знам, побој ми е пред компјутер кога седам. Во денешно време многу ретко можеш да слушнеш некој тинејџер дека слободното време го поминал во прошетка или на кино со другарите. Тие дури одат да прошетаат во парк, земаат апарат со себе, се сликаат и веднаш потоа брзаат да се вратат дома, да седнат и да ги споделат сликите со своите пријатели на Facebook. Значи повторно во интерес на таквиот тип на дружење. Со користењето на социјалните мрежи исчезнува живата комуникација меѓу младите. Според педагозите, децата добиваат искривена слика за реалноста.
И затоа многу често можеме да ги видиме дечињата, особено во оној пубертетски период кога ќе навлезат 7-8 оделение, нив им е здодевно доколку немаат пред себе лаптоп. Значи тој реалниот свет им е здодевен и бавен за сметка на, од друга страна, оној компјутерски живот и компјутерски реален свет кој што е многу брз и динамичен. И тука се наоѓаат и се чувствуваат многу послободни и многу порелаксирани. Многу повозбудливо им е да седат на Facebook, на Twitter или на било која социјална мрежа, отколку да се занимаваат со нешто многу покорисно. Освен нереална слика, децата може да бидат и лесна цел на злоупотреба и манипулација. Децата јасно не можат секогаш да ја согледаат вистинската страна на тие пораки и самото чувство дека се припадници на одредена група ги повлекува да пристапат и да прифатат, да бидат дел од некој настан, затоа што е тоа животен стил сега, користење на интернет, покани, па тоа е помеѓу нив и се разменува, да кажам, дека е ова сега многу актуелно, пожелно е да бидеме присутни таму, така да се создава една атмосфера дека ако некој не присуствува, не е во тек на случувањата, не е ин, како што би рекле тинеџерите и младите. Токму поради ова, меѓу психолозите и педагозите постојат поделени мислења дали е за оправдување Facebook комуникацијата меѓу наставниците и учениците. Едните сметаат дека на тој начин дека негативна конотација има таа комуникација, затоа што се руши вистинската слика за наставникот како авторитет. Се навлегува во неговата приватност, се листаат неговите приватни албуми кои што се поставени на Facebook, а од друга страна пак психолозите сметаат дека добро е да се комуницира на тој начин со учениците, за да се контролираат, ете токму тие што ги споменав кавгите, договарањето на физичките пресметки, зборовите и речникот со кој што тие се користат во таа слободна комуникација. Сето тоа, значи, треба да се воспостави некоја контрола. Сепак, училиштето е втората алка во воспитувањето на децата. Основната и главната контрола треба да ја вршат родителите. Би требало да се информирани за содржините кои ги посетува деца, неговите интереси и склоности. Но не само кои се интересите на детето, туку и кои се интересите на врсничката група. На тој начин ќе бидат и запознати кои содржини ги привлекува, кон кои содржини детето може да се приклони, бидејќи што врсничката група се интересира за одреден настан, сигурно тука е веројатноста дека и нивното дете ќе се заинтересира. Како и да е, и родителите и училиштето треба заеднички да работат за да децата се заштитат од злоупотреби и манипулации додека се на Facebook, но и да изградат свој карактер и психофизички правилно да се развијат. Што велат педагозите и психолозите за воспитувањето, односно за невоспитувањето на младите во Република Македонија? Кој е виновен, а кој заслужен за таквата состојба? Откако се појавија социјалните мрежи, децата ги заборавија друштвените игри. Поинтересен им е Фејсбукот отколку да се играат пред зграда или во населба. Интернетот има големо позитивно влијание, затоа што за многу кратко време може да се научат многу работи, да се најдат многу работи, и тоа е позитивно. Меѓутоа, компјутерот направи да децата ја изгубат врската со природата, да ја изгубат комуникацијата меѓу себе како врсници. Јас ова зима, бидејќи имавме многу снег на една улица, видов деца кои што го гледаа снегот и не знаеа што да прават со него. Јас им реков, направете снешко и една лизгалица. Тие велат што е тоа, верувам дека Снешко знаеа што е, но лизгалица не знаеа што е. Значи, не знаат да играат, не знаат да се дружат меѓу себе. Компјутерот им е основно средство, а пак родителите се некако помирни кога знаат дека детето не им е на улица, туку им е дома, седнато на компјутер, као нешто учи. Не знаејќи дека седејќи така на компјутер, дека може многу длабоко да заглави во несакани содржини. Но не само дома, последните години децата имаат достапност до интернет и во училиштата. Дел од учениците, наместо да ги следат предавањата на професорите, ги следат постирањата на социјалните мрежи. Освен злоупотреба и зависност, виртуелната комуникација може да доведе и до големи разочарувања кај младите. Она што се среќавам јас во мојата пракса е
прерано влюбување, односно влюбување на некој девојчиња во момчиња пред да се реализира личната средба со дечкото. Така да има такви комуникации кои што сум имала случаи траеле по 4-5 години. Сега кога ќе се видат после тие 4-5 години настанува разочарување, а веќе претходило влюбување, така да тоа представува едно големо разочарување, еден голем дебакл, да речам, за личноста на девојката. А тоа е затоа што